Почитувани, јас ќе го представам вториот дел од оваа монументална книга, кој се насловен е Странските пропаганди за Македонија и потеснувањето на народносно име до Балканските војни, значи во периодот од 19 век и почетокот на 20 век. Период на кризи, војни, противставени интереси на империалистичките европски големи држави на Балканот, за влијание и на соседните, на новосоздадените балкански држави и со подржување на нивните претензии и аспирации во Македонија. Авторот Светозаревиќ открива дека Русија за остварање на својата стратегиска цел на Балканот прва во Македонија го поселала ова семето великобугаризам. Руската пропаганда за ширење на бугарската пропаганда и бугарската свест во Македонија започнала во 40-те години на 19 век со доаѓањето на првиот руски пропагатор, филологот Виктор Григориевич во 1845 година. Тој во Охридско, како што наведува авторот, и во Струшкиот регион ги убедувал македонците, меѓу кои и тие од семејството Миладинови, дека се бугари. Руската пропаганда била интензивирана по поразот на Русија во Кримската војна од 1853 до 56 од сојузените западноевропски држави. Потоа, во самата книга следува генезата на руската пробугарска пропаганда и продорот на српската пропаганда во Македонија. Русија подготвувала терен да го реализира својот бугарски проект за постигнување на стратегискиот интерес на Балканот за излез на Средоземното море. Со војна против османската држава да ја ослободи Бугарија и да создаде голема словенска држава со бугарско име нејзин протекторат. Само како напомена, ќе додадеме дека руската влада во тоа време имала и алтернативен словенофилски проект за две словенски држави, Бугарско кнежество и кнежество Македонија. Грофот Горчаков 1869 година, но тој проект брзо бил напуштен. Земајќи предвид позициите на Австро-Унгарија и на нејзините интереси, Русија се определила за етапно реализирање на бугарскиот проект. Прво да се создаде самостојна православна црква за сето словенско население во османската држава под бугарско име, а како следна фаза голема бугарска држава, Бугарско кнежество. Владата на османската држава тоа го прифатила. Да се создаде посебна православна црква било во нејзин интерес за да ги спротивстави двете православни цркви на Балканот. Во 1870 година со посебен дар била создадена православна црква Бугарска екзархија. Со билетскиот систем во државата сите припадници на бугарската екзархија се признавали и именували бугари. Според тоа, бугарската екзархија не е само црквен, туку и руски политички проект. На почетокот од големата источна криза на Балканот, Македонија се појавила, како што пише авторот, под своето собствено име. Рускиот дипломатски представник во Цариха, Нелидов, во својот мемуар од 1875 година предлагал во случај на поделба на преостатени територии на Балканот по создавањето и на Бугарија под власта на османска држава да се создадат две нови држави, Бугарија и Македонија. Кризата започната во 1875 година со востанието во Босна и Херцеговина, продлабочено со априлското востание во Бугарија и со разновечкото востание во Македонија во 1876 година. Пред дипломатите на европски големи држави се наметало решавањето и на македонското прашање. Авторот Светозаревиќ представува проекти за негово разрешување под наслов Проекции за Македонско кнежество 1875, 1879
или пропуштена шанса за македонското име да бе додаван признато за национално. Наведува факти за тие проекти. Русија и Австро-Унгарија со Рајштатската спогодба од 1876 година, подпишана непосредно пред Разловечкото македонско стание, ги определиле своите зони на влијание на Белгород. Источна, руска и западна Австро-Унгарска. Во случај на распад на Смоленска држава, двете договорни страни начелно се согласиле за автономија на Македонија. Во Русија се предвидувало автономно уредување на Македонија со гувернер Константин Петрович Велес, а во Австро-Унгарија автономија на Македонија исто со гувернер, нејзин човек, во Царинска унија со монархијата. План на министерот за надворешни работи грофот Андраш. За решавање на големата криза во Цариград се одржала мировна конференција декември 876, јануари 870, на представниците на големите европски држави. На конференцијата представникот на Соединените американски држави за прв пат во Европа се појавува како фактори Русија и Соединените американски држави. Рускиот представил и проект за решавање на македонското прашање, со кое се предвидувало автономија на Македонија. Затоа авторот преведуваат и искажувањето, односно известувањето на рускиот представник Игнатиев, дека во Македонија се појавува протести против ставот на Русија за создавање само една држава. И дека тие протести сите македонци, од македонците што доаѓале, а исто така и од други националности, во другите области, останатите области на Балканскиот полуостров, дека тие протестирале против таквото решение, а што се однесува за македонците, рускиот представник тоа го квалификувал како македонски сепаратизам, термин што прв пат се употребува. По неуспехот на Цариградската мировна конференција следела победоносната војна на Русија против Османлиска држава. Со мировниот договор од Сан Стефано од 3 март 1878 година, Русија и наметнала на Османлиската држава да се создаде бугарско княжество од ослободена Бугарија и да се присоедини Македонија. Другите големи сили ултимативно предупредувале дека нема да толерираат создавање на голема бугарска држава. Во Македонија немало бугарско население. Од Македонија им пристигнувале и протести. Свето Зарич пишува за известување од Англија, за писма од македонци и други наброени националности, добиени во Министерството за надворешни работи во Лондон. По закана на западните големи држави со војна, Русија прифатила прашањето да се решава на конгрес на сите европски големи држави, закажан за летото 1878 година во Берлин, за да се реши кризата и да се воспостави нов поредок на Балканскиот полуостров. Веднаш потоа, нашиот македонски деец, истакнат деец и пратеник во Османлискиот парламент Димитар Рубев, презел акција на Конгресот да се постави решавање на македонското прашање со создавање самостојна држава Македонија. Рубев и на средбата со Николај Игнатиев од рускиот представник барал да се застапи за независна Македонија. Представувал е во Белград. Од председателот на владата Јован Ристич барал подршка од Србија да се создаде Македонско кралство. Авторот се Зарич во книгата представува и факсимили од отпечатани поштенски марки со негов портрет и подпис Кралство Македонија. На Берлинскиот конгрес на големите сили било одлучено со член 23 од договорот Македонија да остане под власта на Османлиската држава, задолжена да спроведе реформи за да
даде посебен статус, регулиран со статут за евентуалната идна автономија. Европските големи држави Македонија не ја признале како посебен субјект со свое име и не предвиделе мерки за да натерат владата од Цариград да ги спроведе превземените обврски од Берлинскиот договор. Во периодот потоа до 1912 година авторот ја представува континуираната противмакедонска политика на европските големи држави. Политика на непризнавање македонци и македонски народ и подржување претензиите на соседните држави Грција, Бугарија и Србија и нивните действува на нивните пропаганди да се создава состојба да не може да се одржи власта на османска држава за поделба на Македонија. Србија и Бугарија си обезбедили и подршка од научни авторитети, руски, бугарски и српски, кои платени и наградувани пишувале дека славенското население во Македонија се бугари и срби. Со истовремено действување на трите фактори, османската држава, во која што името Македонија и македонско било забрането, европските големи сили и соседните балкански држави Грција, Бугарија и Србија, идентитетското име, според констатацијата на авторот, било целосно оковано, а одржувано од народот со својата свест за себе, за својата Македонија, опеана и славена во народните песни на сите генерации. Одржувано од македонските просветни, културни дејци, револуционери, војводи, од поединци кои во своето име, како што беше испоменато, додавале македонец. Со почетокот на организираната македонска револуционерна борба за ослободување и создавање самостојна држава Македонија и во напредната фаза на формирање на македонската нација, македонското име било национално, посведочено на знамето на разлогачкото остание со македонскиот лав и испишаното име Македонија. Во 1878 година, пред Берлинскиот конгрес на големите европски сили, како што беше наведено, Димитар Робер со подпечатаните портенски марки го представил и афирмирал името Македонија. По Конгресот Големото во Македонија од есента 1878, што трае до 1879, истото било именувано македонско, официализирано во станичкиот устав со кој било уредена во станичката власт на слободната територија, или она познато повеќе како Кресненското стане. Во последната деценија на 19 век и во почетокот на 20 век, македонското име било одржувано и афирмирано со Македонската револуционерна организација како политички субјект и релевантен фактор и со Илинденското остание. Светозарович соопштува дека останието било познато и како македонско остание. Со јавна национална и културна дејност на македонските друштва и организации, со македонските весници во Бугарија, Србија и Русија, во Швајцарија, името Македонија станало воопшто познато. Во третиот дел на книга се представени сведоштва од дипломатските извештаи и странскиот печат за македонскиот јазик, за примената на народниот јазик, писмено во комуникацијата во секојдневниот живот во Македонија, во весниците на Македонската револуционерна организација, на народен јазик, слобода или смрт, на оружје, шило и други. Проследени се и обидите на македонските литературци и револуционери да се создаде граматика и за воведување на македонскиот народен јазик во наставата во училиштата после 1892 година. Воведувањето на македонски јазик во службена употреба во 1902 година од Македонското научно-литературно другарство Петроград со својот устав, сите нивни документи и материјали задолжително да се пишуваат на македонски јазик. А со подотконото издание буква, граматика и историјска читанка за воведење на
настава на македонски јазик во училиштата во Македонија. Во 1903 година во отпечатаната книга од Крстен Месирко за македонските работи, Месирко се застапил централното наречие Велес, Прилеп, Битола и Тегнатул да се земе за основа на македонскиот литературен јазик, а петарската група војдачено дејски во Софија и во Белград изведувале представи на македонски јазик. Во 1905 година истранските весници објавиле вестника во Битола имало комисија или одбор за создавање граматика на битолско наречје кој ќе се протасило за македонски јазик. За обидите за воведување на македонски говорен јазик во наставата во училиштата известувале и европските дипломатски представници и европскиот печат. Почитувани, представуваме градостојна студија од авторот Ранислав Светозаровиќ за вековното обстојање на идентитетското име, оковано, како што пишува, од трите фактори османска држава, забрането и прогонувано од европските големи сили и соседните балкански држави. Ќе додадам кон ова, оковано и денес од европските држави, од Европската унија и двете соседни балкански држави, Унгарија и Грција. По 8 децении македонска држава, 3,5 децении независна Република Македонија и без малку 1 деценија Република Северна Македонија. До кога? Ако може да се облибирам, зборуваше професорот за Австро-Унгарија и Русија. Денес повторно може да читате за односите